Ви благодарам, председателе. Би сакал да се надоврзам и на претходните дискусии во контекст на критериумите за прием во Академијата за суди и јавни обвинители, чи, како што спомена и почитуваниот колега професорот Мухич, колешката Манаскова, предходно во една предходна дискусија и колегата Сашко Костов, ќе го повикам. Колега Костов, добро, не ме слуша. Значи, во секој случај, овој начин на бодување и кој што придонесува за избор на компетентни кандидати, сепак да се пријавиш и да бидеш дел од Академијата за суди и обвинители, а бидејќи ова е малку специфичен момент во нашата држава, каде што правото и правдата во државата се на колена, на нас во секој случај ни се потребни квалитетни кандидати. Го зборувам, колеги, тоа што го слушате, и сметам дека сите овие критериуми кои што се уредуваат во овој амандман се, мислам, може само да дополниме и заеднички да договориме нешто ако има пропуштено во овој амандман во поглед на критериумите, да, може да се дополни и да имаме навистина едни квалитетни критериуми врз основи на кои што ќе се избираат кандидатите во Академијата за суди и јавни обвинители. Секако дека многу е битно за какви личности, за какви правници се работи, затоа што во иднина ќе одлучуваат и ќе носат право и правда во нашата Република Македонија. Затоа сметам дека не треба да ни се повтори во нашиот јавно-обвинителски систем, да не дозволиме со добра законска регулатива да ни се појави на било кој начин уште една Катица Јанева. Сите бевме свесни, целата македонска јавност виде со каков просек таа жена го завршила своето образование. И на крајот, за жал, се испостави дека требало да бидат земени во предвид и определени други критериуми, сите тие критериуми кои што ќе го докажат интегритетот на една личност да врши определена јавна функција која што е од јавен интерес. И многу е значајно, ќе се надоврзам на дискусијата на почитуваниот професор колега Ферит Мухич, дека студентите однапред точно знаат на кој универзитет и на кој факултет се запишуваат. Не случајно добрите ученици кои завршуваат средно образование и кои што исполнуваат услови, без разлика на висината на трошоците, се обидуваат да се запишат на максимално подобар универзитет и факултет рангиран според Шангајската листа. Затоа се запишуваат на факултети оддалечени по 1500, 2000-3000 километри од својот дом. И не може тоа ние да бараме изговор да не биде критериум. Сепак, мислам дека овој амандман може би со тие забелешки да биде унапреден и да биде составен дел од идниот закон, предлог закон за Академија за суди и јавни обвинители. Благодарам.